му верувате на детективот Мартинес. Тој оцегуваш, мене ми се посмејуваше, ме провоцираше, а дури вчера се обиди да ме нападне. Те нападне? Да, но за среќа беше тука детективот Мицко и се заврши добро. А кога ќе најдем тој Мартинес? Абе, јас лично ќе се разберам со него. Намојте, шефе, намојте, ама да ви кажам нешто. Детективот Мицко заврши голема работа. Да не беше тој, ќе искркав чотек од Мартинес, ме одбрани. А кога ќе дојде тој Мартинес, ја лично ќе се разберам со него. Добро, колеги. другар. Добро. Ние за волкот, волку до долина на волците. О, шефе, не ви спомнувате за волци. Вчера имав една таква случка. Значи, одам јас во лов и навечер се одим и ми шушка нешто од позади. Се вртам, нема ништо. По некое време, пак ми шушка од позади, пак се вртам, кога ми излезе еден волк, многу голем беше, колку вас, може и поголем беше. И навистина бил голем. Добро, и потоа што се случи? И почнав да трчам, да бегам, дека ми е малце страф од волци. И почнав да трчам, тој по мене. И јас трчам, тој по мене. Не дека јас си имам кондиција, онам кај зоки таму во теретана. И по некој време тој почнува да ме стигне. И не дека има поголема кондиција од мене, ме стигнува и јас паѓам, се лизгам доле и рипна над мене. И тогаш се разбудив од спиење, шефе. Успе. Са тоа имаш подошници. Добро утро. Добро утро на сите. О, добро утро, бушави. Како сте? Поспано, шефе. А има нешто кај вас, бушави? Кај мене има, шефе, купив нови очила. Пак цело време старите ги носи. Навика, шефе. А кај тебе, бушави? Кај мене има новости, шефе. Што, бушави? Фатив девојка. Како ја фати? За рак, вака. Поминуваше и га фатив и га прашав. Ова ли е сендвичарата треф? Таа ми рече, ова е. Ја пуштив и си влегов во сендвичарата. Ама шефе, вака на Полаку, бе, маки, полаку. Убаво си направил. Така треба со жените, бушави. Ај, идите на терен таму, изигравајте ми легнати полицајци на сред автопут. Ај, идите на терен. Пријатно, пријатно. Пријатно, бушави. Малиот навистина бил духовит. Ај. Добро утро. О, гледам нашиот херој Прцко дошол на време денес. Браво, Прцко. Не ме провоцирај, Мартинес. Да, Мартинес, не го провоцирај Прцко. Ајде да те видам, удри го сега пред шефот, да те види шефот каков си. Ајде, удри го. Молчи ме, што направи сега ми, схвај. Ти ме тераш Мартинес со сила да те суспендира. Но ви си нема потреба тоа, шеф. Како нема потреба? Ти ми кажа, вчера, погрешни информации, направи погрешен план, а оди да купиш доручек и не се врати. Шефе, еден пат сум сгрешил. Ова се работи за една акција и вие за таа акција ми се лутите, за тоа ќе ме суспендирате. За ова ли ќе ме суспендирате, шефе? Заборавате ли сиве овие години што сум работил во полициската станица, колку случаи имам речено? Секогаш велете дека сум професионалец и го ценете мојот труд, а сега што е ова? Заради еден случај се ова се случува. Еден проклет случај, шефе. Не е заради овој случај и не се во прашање вашите способности. Што е во прашање? Што е? Тука е во прашање вашето непрофесионално однесување. Ти тука на сите им се подсмеаш. Не само на Прцко, туку и на Мицко, и на Лаки, и на Маки, и на сите. Се правиш дека си најдобар тука. А и слушнав дека вчера си нападал детективот Прцко. Дали е тоа точно? Точно е, шеф. Точно, признам го нападнав, но не знам што се случи, се изнервирав. Вие почнавте мене да ме обвинувате, јас сум направил лош план и ми велете дека јас бев крив, за се изнервирав, не знам што ми беше. Не знам, се каам поради тоа, поради се каам. Испејувањето е лоша особина, знам. Вчера кога Прцко мене ме провоцираше, сватив дека тоа е лошо. Прцко, сакам да ти се извинам за сите оние работи кои што ти ги кажав, за сите навреди и испејувања. Сега сватив дека испејувањето е лоша работа, гледам дека се прави важен, дека сум најдобар, гледам дека има и подобри детективи од мене. Мартинес, секој има право на втора шанса. Па и ти, ама по еден услов. Да не се смејуваш више и да не ги понижуваш сите овде што сум. Да не поведижуваш ни детективот Мицко, ни мене, ни Лаки, ни Маки. Ќе ти простам.
Ветувам дека тоа веќе нема да го правам. Гледам дека и ти си добар детектив, еве се подобрува, ќе станеш одговорен. Ќе почнеш да работиш како што треба и ти имаш право на втора шанса. Ти реков ли другар дека правата секогаш победува? Се, Така треба, така. За ова и двајцата ќе ме наградам. Тебе ќе ти ја покачам платата и ќе ти ги вратим назад старите случаи. А тебе, Прцко, не само што ќе ти ја покачам платата, туку и те назначувам за заменик шеф на полициската станица. заменик шеф, Да, заменик шеф. но мислина? На вистина? Вие се најдобар шеф на светот. А не претерувај, не е тоа така. Шефе, тоа не претерува, така е. Да, не така е.